Драги мои, и додека некој од вас може би ужива со поглед кон морската шир, пие коктели, се разладува во сладка или во солена вода и ужива во звукот на морето и во звукот на летото, ние овде во Слободен печат преку нашата летна програма се обидуваме да донесеме еден летен амбиент за нашите гости, да се почувствуваме како да сме на плажа, да уживаме и да се опуштиме. И секако нашите гости, кои што се познати звучни имиња, ќе ги слушнете и ќе ја дознаете за нив нешто многу поинаку од она што стандардно го гледате на екраните и низ медиумите, ќе зборуваат за нивното лето од детството, од тинеџерските денови, за летото откако се функционери, за летото откако влегуваат во политиката, за летото откако стануваат нешто важно за државата, колку им се менува. Летото колку им се менува откако стануваат родители. Верувам дека и оваа епизода на Моје лето ќе биде интересна за гледање, затоа што имаме навистина одличен гостин. Тој е познат лекар, невролог, поранешен градоначалник на Гостивар и поранешен министер за здравство. На моје огромно задоволство, а верувам и ваше, доктор Армен Даравари, наспроти мене. Добре ни дојдовте. Добро бе најдов и ви благодарам за поканата. Задоволство е да ве видиме во едно поинакво светло. Сега, докторе, не сме на плажа, но верувам дека амбиентот ви се допаѓа. Да, амбиентот е фантастичен. Како да сте во плажа? Како да сме во плажа? Така, како да сме некаде на море. Ќе ви посакам да наздравиме и со коктел. Ова е коктел од нашите пријатели Дион, безалкохолен коктел кој што не освежува. Овој пат пиеме ананас и кокос и верувам дека ќе ве освежи. Лето е, се суши устата, имаме што да разговараме. Слободно напиете се кога ќе почувствувате потреба од тоа. Нека ви е на здравје. Се надевам дека ќе ви се допадне коктелот од нашите пријатели. Фантастичен. На здравје. Ајде да започнеме. Верувам дека никогаш не сте зборувале за вашите летни одмори, па многу ме интересира дали се сеќавате на вашиот прв летен одмор. Да, секако. Тоа што се сеќавам нормално, тоа е на некаде прво, второ оделение. Порано одморот најчесто беше во државата, значи тогаш бевме Социјалистичка федеративна република Југославија и најчесто со моите родители одевме во Струга и Охрид. Нормално со некое друго семејство, со пријатели на татко ми или со стрико и со цело семејство. И навистина тоа беше блиску до Гостивар. Меѓутоа и престојот беше малце подолг. Не како сега одиме на брзи инстант одмори 4-5 дена. Тогаш тој одмор траеше малце подолго. Некако се дружевме и повеќе деца бевме, повеќе семејства. И ви велам тоа што се сеќавам на прв одмор како дете е во Струга. Потоа наредните години повторно Улцин сме биле во одмор. Исто така често одевме, татко ми имаше многу близок пријател кој што работеше, инаку од Гостивари тој, во Пореч, тоа е во Истра. И се сеќавам дека кога бев 8 оделение, јас одлучив прв пат, му кажав на татко ми, а неговиот пријател рече зошто да не дојдете Арбен да работи преку лето, не мора да работи, да седи таму и да ми помага, имаше ресторан еден. И 8 оделение знам дека прв пат отидов сам на одмор. Не беше само одмор. Он имаше и ресторан и навечер му помага во шанкот нешто. На плажа? Сокови. Не, тоа беше ресторан блиску до плажа, меѓутоа не непосредно до плажа. И останав повеќе од 2 месеци. Па потоа тоа се повторуваше 3-4 години. Он ми даде и, да речам така, джепарац, да имаше ова што ми помагаше. Цел ден одев на плажа, а навечер работев, помагав во Тоа беше вашето ресторанот. прво работно искуство? Прво работно искуство ми е тоа. И да речам така, одмор кај што одев сам, без родителите. Прв пат излегував некаде и да престојувам подолг период, да речам. Кога велам подолг период, тоа е, зборам повеќе од 1 месец да бидам сам, далеку од куќата. И тоа се убави спомени. Знаете, тогаш во целата држава воз постоеше Скопје, Лјубљана.
имаше соби кај што си легнуваш, си спиеш, ако не се лажам, навечер тргнуваше, наутро веќе стигнуваш во Љубљана, таму ме пречекуваше пријател, близок другар на татко ми и после Пореч тоа беше фантастично место. Значи, одморите тогаш беа во внатре, во нашата држава. Значи, Струга, Охрид, Улцин, Пореч, Умак. И сега последно време, последните 5 години заедно со семејството, иако синовите доаѓаат 3-4 дена и потоа се враќаат, одморите нон-стоп со сопругата одевме во Истра, во Порторош и во Пиран. Некако толку ми е пријатно таму и толку убаво се осеќам. Можеби тоа се тие убави спомени од детството. Од минатото и затоа можеби се навраќате постојано. И често, веќе тој ресторан кај што работев, починате пријателот на татко ми, и често одам во тој ресторан, само седнувам и си пијам кафе во Пореч, близко е нели до Пиран, Порторош, тоа се истрански градови. Ресторанот се уште постои? Постои ресторанот, си функционира, меѓутоа нормално, друг го води, друг го раководи тој ресторан. Сменето е комплетно од тоа како изгледа, меѓутоа, велам, многу убави спомени. Но враќа убави спомени, местото кога... Доволно е само да седнеш, да пиеш едно кафе и да се врати меморијата некако, да речам, околу 40 години уназад. Да, еве и ние овде ќе се обидеме да евоцираме спомени низ овој разговор и да направиме една мемориска ретроспектива на вашите сеќавања. Како дете, велите дека често сте патувале, како што можев да заклучам. Имате ли некакви, можеби, спомени, некакви ситуации кои што ден денеска знаете семејно да се навратите, да се насмеете на нив од летните одмори? Се случувале ли некакви интересни ситуации, многу деца, па некакви случаи на кои што заеднички знаете семејно да седнете и да се насмеете, да се навратите? На што најчесто, зашто најчесто зборувате? Видете, таа носталгија за детството секогаш постои кај секој човек. Нема човек кој што понекогаш не се присетува. Оти тоа се навистина најубави моменти во животот, детските години, да речам. Безгрижни. Апсолутно. Во тоа време дури беше и многу помалку стресно. Велам, не зборувавме за пожари, војни, за геостратегии, светски сили. Едноставно, живеевме во држава во која што, зборувам за обичниот граѓанин, беше многу релаксирано. Немаше граници. Сега, ако одите 100 километри на било која страна од Скопје, мора да поминете некоја граница. А да не зборуваме, ако одите до Словенија, до Пиран и Порторош, ви треба да поминете 5-6 граници. Со што гледам често по социјалните мрежи, некогаш даваат некои видеа од тие години 70-тите. Јас сум роден 73-та година. Значи 80-тите, 70-тите. Децата тогаш главно нешто што беше тренди, да речам, беше спортот. Што спортувавте? Што игравте со вашите братучеди? Значи, фудбалот, се сеќавам во училиште кога ќе одевме, во 7:15 започнуваше часот, ние одевме 15 до 7 во училиште, да играме еден надпревар, 20-30 минути, и така испотени продолжувавме после на часови. И тоа беше наша обсесија. Цело лето, било кај да одиме, кошарка и фудбал. Значи, обавезно одиме во Струга да најдеме некоја екипа таму, и на плажа или на некое место, паркче кај што има, да се ставаат 2 камења од едната и од другата страна како голови. Се импровизира. По 3, по 4, во зависност од тоа колку ќе најдеме од другата екипа од Струга. Така. И да играме или фудбал или кошарка на вечер. Тоа беа главните работи, и другото вицеви кои што ги зборувавме, седувавме. Значи, социјалниот живот беше прекрасен. Значи, навистина често се сеќавам кога седевме, што ретко се случува, седнувавме
Стрико ми, татко ми, целата фамилија, што бевме таму на одмори, 3-4-5 сата да се разговара и да се кажуваат различни настани што се случило во семејството Таравари. Вие сте растали, брат, сестра? Јас имам само една сестра, се вика Зана, и таа живее во Гостивар. Инаку порано татко ми покоен сега, имаше 6 браќа и една сестра. Порано семејствата беа со повеќе членови. Да. Сега сите стриковци имаат по 2 или 3 деца. Така е генерално во Македонија. Сега трендот дури гледам по едно, да. дури второто некако како луксус, што е огромна грешка. Меѓутоа, нашата фамилија е огромна фамилија во Гостивар и ви велам со презиме Таравари можеби има над 400 луѓе во Гостивар. Така да со братучедите одредени кои што се на моја возраст плюс минус 1, 2, 3 години, повеќе бевме другари отколку што бевме братучеди. А вашата сестра е постара, помала? Сестра ми е 8 години помала од мене. Она е економист по професија. Да, јас сум повозрасниот, првото дете практично во семејството. Така да секогаш поголемиот се грижи за помалото дете. Дополнително Да. брат. Кога е возраста поблиска, можеби постои и некаков надпревар помеѓу децата или да речам така спротивставеност, меѓутоа кога е возраста поголема, мислам дека повеќе се грижат едно за друго или поголемиот за помалото, отколку што има некаков надпревар меѓу нив, кој е поглавниот, поважниот во семејството. А како ги паметите тие летни одмори кога бевте деца со вашата сестра? Колку често се дружевте? Уште нешто што е интересно, а што недостасува сега периодов, мислам за последните години, секое лето од второ или трето оделение одевме, освен одморот, што беше некаде или езеро или море, одевме, имаше еден спортско-рекреативен центар Бунец. Прекрасно место и секоја година по 10 дена таму ги поминувавме во Маврово тоа е. Околу сигурно 700-800 деца се собира и тоа секој 10 дена имаше различни групи од цела Македонија кои што доаѓа, па и од Гостивар, и од Тетово, и од Скопје, и од Струмица, и од Охрид, и од Струга. Тоа било нешто како камп? Тоа беа 3 згради, павилјони, кај што се сместуваа во една соба по 10-12 деца, тоа со кревети двоспратни имаше во тоа време. И тоа е прекрасно чувство. Значи со деца кои што се обично од, да речем, од второ, трето оделение до 8 оделение. Немаше повозрасни. Основци, точно така. И што имаше во тие 10 дена? Значи станувањето беше во 7. И тоа со музика од Бајага во тоа време. Са друге страни јастука, така, ако не грешам, песната така се викаше. И со тоа се стануваше, па после сите на строј пред трите павилјони, па потоа од тука малце физкултура и одиме на доручек и после тоа пешачење, турнири, па навечер секогаш имаше нешто што се организираше, да речам, културно забавен живот. Така да и од таму се спомените фантастични. Значи немаше телефони, немаше смарт, немаше социјални мрежи, интернет. И навистина дружењето и социјалниот живот помеѓу децата беше прекрасно, а да не зборувам и за надпреварувањето во кошарка, во фудбал, во ракомет, во други социјални игри, да речам вака, навечер дружење. Друго е кога ќе спијат во иста соба 14, 12, 16 деца. Дури се случуваше некогаш за некого да недостасува кревет. Повеќе се дојдени отколку што е планирано или има капацитети. И за жал сега често поминувам, ходам за Маврово, поминувам Бунец и
тој комплекс кој што сигурно секоја година преку лето, преку зима исто се случуваше, значи имаше таму и скијашкиот центар, веќе не функционира повеќе години. Тоа е жалосно. Да, навистина тажно, Жалосно. не сум знала дека постоело таков спортско-рекреативен центар. Прв пат слушам, Прекрасен и еден интересно. од најубавите и најголемите во Македонија, и како успеавме тоа да го уништиме и денеска тоа да се 3 згради кои што се тотално уништени, тоа Штета. можевме само ние да го направиме, Да. никој друг не може да го направи, а толку убави спомени има од детството, од тие центри кои што беа колективни и убави за дружење на децата, наставниците исто така, па пешачење низ планините, па собирање диви јаготки. Тоа И на тој начин допир со природата и учење. Често се случуваше да се видат и одредени животни, бидејќи тоа е национален парк. Практично Бунец е внатре во националниот парк во Маврово. Штета што уништивме, место да го досредиме и да го направиме поубаво местото, и да одат повторно децата и да има повторно надпревари фудбал, кошарка, пинг-понг и други спортови. За жал сега децата, ако ги видите 3, 4, 5 на одмор, седат у иста маса, а секој гледа во својот смарт телефон. Да. Не, комплетно сте во право за ова што го кажавте. Не сум знала дека постоело такво нешто. Добро е што го споменавте, па можеби ќе разбудиме кај некој идеја да се обнови тој спортско-рекреативен центар. Уште малку спомени од детството, како го паметите Гостивар во лето? Што се случуваше во летните денови кога бевте дете во Гостивар? Огромна разлика има тогаш и сега. Тогаш имавме многу малци иселеници од Гостивар. Сакам да кажам луѓе кои што живеат и работат надвор од државата, односно надвор од градот, од Гостивар конкретно. Преку лето порано во Гостивар беше полно со луѓе, исто како и сега. Меѓутоа и цел период на годината, памтам кога одев во училиште во 7 наутро, ќе станам ќе одам, повеќе возила се движат низ градот и градот беше жив низ цела година, не само преку лето, и да излезеш во 11-12, спортски терени имаше неколку, таму дури кога играа фудбал одредени екипи или турнири или кошарка, огромен број на луѓе гледаа како публика, тоа беа главни настани во градот. И сега преку лето, да, има и селеници кои доаѓаат на одмор во Гостивар и градот е полн периодов до крајот на август. Меѓутоа, после тоа градот е сосема празен. Магично се Ако празни. излезете во 7, во Гостивар наутор, ретко ќе видите возила да се движат, а ако одите во 10 навечер, се шетате низ градот, ретко ќе најдете некаде да видите човек или отворена кафана или ресторан или некаде кај што се собрани луѓе. Тогаш имавме 5-6 фудбалски кошаркашки терени во Гостивар, сега имаме само сигурно 10-15 спортски сали во повеќе училишта, не само во градот, туку и во околните села. Меѓутоа, не дека не можете да најдете публика, туку и ако сакате да направите 2 екипи за фудбал по 6 или 7 луѓе кои што ќе играат, тешко е да најдете 12 луѓе кои што ќе играат и ќе направите, да. Значи, за жал, јас ги гледам регистрација на попис на луѓе. 2002 година Гостивар имало 82.000 жители и денеска Гостивар има 60.000 жители, што е една четвртина од градот практично е избегнато, отидено, излезено од државата. А да не зборуваме празни клупи колку има во училиштата? Да не збориме за училиштата, порано училиштата беа преполни. Јас памтам прво оделение бевме 42 во нашето оделение и такви имаше сигурно 11-12 паралелки. И денеска училиштата се, односно класовите, сигурно се по 8, 10, 4, 15. Нема веќе повеќе од 15 деца во исто оделение. Ви велам, условите се
прекрасни во училиштата, посебно последните 10 години. Меѓутоа, се помалку имаме деца, се помалку имаме заинтересирани наставници, професори и учители. Јас се сеќавам во наше време, нашите учители, професори, наставници, за нив наставата беше мисија, за нив тоа беше се што, тие беа авторитети. Значи, јас памтам дека не прашуваше учителот прво или второ оделение бевме, кој што сака да биде кога ќе порасне. И памтам дека повеќе од половина од класот, од оделението, викаа учител. Бидејќи учителот беше рол модел за нас. Човек кој што е со достоинство, знае, се однесува како што треба. Вашиот одговор кој беше? Кога ве И праша? јас мислам дека учител. Прва професија што сакав да бидам, значи учител беше. Добро, вие сте професор и на некој начин Сум- ви се исполнува таа желба. Ја за среќа, иако завршив медицина, прво работно место ми беше како професор во средното медицинско училиште Никола Штин во Тетово, потоа работив и во Гостивар, и во Скопје, и во Панче Караѓозов, како и во медицински факултет сум од 2011 година. Меѓутоа сега некако имам комплекс кога некои уживаат да им кажат професоре. Ја кога ги гледам како се развива образованието во Македонија, на вистина некогаш и така, како да ви речам, не сакам да ме нарекуваат како професор, Не ви е подобро како лагодно да го чуете знаете, тоа? имате разни дипломи, факултети, универзитети. Порано не зборевме за купени дипломи, докторати, магистериуми, и сега има се и се што и непријатно е дури да кажеш дека си професор, некој со подсмев тоа ќе го Сакате да кажете перцепира. дека е минимизирана професијата Секако. Ви велам, ја најодговорно, барем ја така мислам, дека многу подобро беше 80-тите, и поголем авторитет беше учителот од прво до четврто оделение, отколку сега професор на универзитет, на разни приватни државни универзитети, кои што навистина не барем ја така перцепирам, може би грешам, не сакам да генерализирам, повторно има авторитети и во универзитетите, и во факултетите. Меѓутоа има и такви случаи кои што навистина се срамно и да ги кажеш професоре. Дури тие луѓе имаат и комплекс, сакаат да ги нарекувате професор, доктор, тој и тој. Така. Меѓутоа, тоа е. Тоа е тоа. Ајде да се навратиме малку повторно на летото. Самите споменавте дека уште на рана возраст практично сте заминале сам на одмор, ве пуштиле од дома, што и не било пракса во минатото, но ете вие сте имале таква приказна. Кога беше прв пат да отидете на одмор со другари? Дали се сеќавате на тој одмор, каде се случи? Кога се одлучивте дека сте подготвени, побаравте од дома дозвола дека сакате да одите сам на одмор со другарите? Видете, ја бев многу врзан со родителите, значи до 8 години единствено дете. И ретко ми се случуваше во Гостива или во Тетово, многу често одев кај баба ми, дедо ми, и мајка ми од Тетово. Меѓутоа да одам подолг период да престојувам, ова беше прв пат, ви кажав, 8 оделение кога бев. Пријател на татко ми инсистираше, а и ја како млад сите сакаат да работат, да бидат како независни. Татко ми беше против во почеток, меѓутоа после рече, ајде пробај, не мора да седиш подолго. Колку што ти се седи, ако одма може да се вратиш, ако не ти е добро, не се. Ако не се снаоѓаш, да. тоа е тоа, така. Меѓутоа отидов и навистина тие ме примија дома кај нив, се осеќав како во мојата куќа. Спиев со практично кај домаќините, кај пријателот на другарот на татко ми. Навечер работев малце и се осеќаш како да допринесуваш, да помагаш таму. Создадовте таму пријателства, Да, имавте другари? И од тука отидов со еден другар. И таму полно пријатели, и тоа сметам дека е првиот одмор. Оти цел ден бевме на плажа. Плава лагуна, зелена лагуна е. Убав е пореч, многу убав. И искрено не ми се доаѓаше.
А плюс кога на крај ќе ви платат за тоа сте одмориле и ќе ви За платат одморот да ви платат, не само така? одморот, и работев, навечер им помагав и плюс тоа и се осеќаш некако како да си независен, плюс ги покриваш своите трошоци за Тоа е на идната 14 година. години. Не, на 13, 14, 14, 15 Така. години. 14, 15 години и следната година едва и чекав повторно да одам во Поречи, повторно отидов и следните 4 години додека се распадна Југославија. Ако не грешам, последен пат беше 90-та година што отидов и да работам и да одмарам. Инаку прв одмор само со пријатели е некаде крај на прва година факултет. Исто така отидовме на одмор, меѓутоа не бевме во Пореч, туку во Умак. Со повеќе другари од Гостивар и од Тетово. Интересно е дека јас сум гостиварец, меѓутоа огромен дел од моето детство и многу пријатели и другари имам во Тетово, затоа што често одев кај баба ми и дедо ми од мајчина страна, значи секој петок од Гостивар, нели 25 километри е Гостивар од Тетово, секој петок одев и недела навечер се враќав, а преку лето често се случуваше по месец и пол, два таму да престојувам и преку зима за зимски распуст, така да имав доста другари од Тетово и од Имате ли Гостивар. зачувано тие пријателства? Да. Видете, Ден денес знаете да се... најчистите, некои поретко, знаете како е, брановите на животот секој го носат во различни страни. Меѓутоа со тие луѓе било кога да се седи, иако не се сретнувате 2-3 години или една година, меѓутоа таа блискост, таа хемија постои за секојаш во животот. Нема празнина, така. Тие се мислам најдобрите и најискрените пријателства и другарувања. И јас велам Значи тие... немало никаков интерес меѓу нас, секојаш сме се обидувале нешто да работиме, велам спортски настани пред се тоа ни беше како обсесија. И да се прошетаме заедно, да одиме на скијање заедно или некој друг тип на спортување, многу често тогаш и билијард и пинг-понг беше многу популарно, сега гледам се поретко шах турнири и така натаму, значи најубавите и најискрените другарства се од детството и првиот одмор значи е во Умак со другари од Тетово и од Гостивар, околу 10 другари бевме, останавме околу 2 недели, убав период, убав. Како изгледаше забавувањето тогаш? Каков бевте како млад човек? Дали знаевте да лудувате, да се забавувате или бевте посмирен тип на човек? Како би го опишале? Како би го опишале тие години од видете, вашиот живот? од тие другари мене ме сметаа како, да речам така, најконзервативен, кој што секогаш им дава совети на другите, кој што не остава да пијат алкохол, не им дозволува. Барав порано, одиме, се враќаме да спиеме, утре мораме да одиме на плажа порано. Вие бевте мозокот на друштвото. Па не, да не речам мозокот, меѓутоа како коректор, така, како кој што секогаш дава совети, иако иста генерација, горе-долу, плюс-минус една година сите, обично денот ни поминуваше цел ден на плажа, после навечер дискотека или некој кафич кај што се собираат повеќе млади. И обично како младите секогаш нови дружби, нови другари, комуникација со генерација кои што се запознавање со одредени луѓе, така да убаво. Убаво, ама смирено. Значи не сте биле човек кој што... Секако смирено. Ја бев тип кој што беше многу против, например, пушењето, одредени другари пушеа. Ја почнав подоцна да користам понекогаш цигари. Алкохол ја бев никогаш, значи во животот не користав, иако сега понекогаш се случува да пијам во друштво, така да убави спомени. Убави спомени, дали може би ќе ни откриете некакви љубовни летни лудори, некакви спомени од тоа, има нешто такво што се случувало? Секако дека има. Во таа возраст
нормално се случува и дружења, запознавања со одредени значи девојки кои што се од Така е. од Што е местото сосема или природно. исто така дошле на одмор, меѓутоа тоа се транзиторни запознавања кои што дружења кои што траат неколку денови, но секако дека се случуваат убави другарувања со девојки на таа возраст кои што нормално оставаат убави спомени. Меѓутоа сега да ме прашате како се викала или која била, навистина и не се сеќавам, меѓутоа знам дека убаво сме поминувале. Убаво сте се дружеле, Да. добро, имате една која што е во срцето и таа е најважна, ќе ни раскажете и како сте се запознале со вашата сопруга, но прво нешто што ме интересира е колку ви се менува животот од како се запишувате на медицинскиот факултет. Некако со ред ми се погодија неколку гости кои што биле студенти на медицинскиот факултет и верувам дека тоа не е лесно. Дополнително, што кажувате во една прилика, во едно интервју дека сте биле човек кој што навистина многу учел или како го нарекуваат бубалица, тој што многу учи. Тоа го кажувате и јавно дека сте биле човек кој што навистина бил врзан за книгата. Како ви изгледаше летото откако бевте студент на медицинскиот факултет? Значи, многу луѓе кажуваат како се многу талентирани, а често им кажувам дека многу сум работел, многу сум учел и сум бил бубалица и не го кријам тоа. Медицински факултет беше практично еден од потешките факултети и поквалитетни во Скопје. И ја не го кријам тоа дека не дека сум бил талентиран, туку сум бил човек кој што седел над книга некогаш и по 10-15 часа, плюс јазичната бариера, знаете како е. Јас сум учел на албански јазик и ја како македонскиот јазик и турскиот го зборувам од моите 4-5 години. Меѓутоа, повторно, кога треба да полагате одредени испити кои што има материјал по 300, 400, 500, 600 страни или и над 1000 страни, а немавме тогаш помошни помагала за учење како што е сега YouTube или одредени програми во кои што анатомија можете многу поедноставно да ја учите отколку во тоа време. Ја бев одан комплетно на факултетот. Значи, на испити, кога завршува испити, после доаѓаше одморот, одмарањето. Како студент знам дека многу ретко се случуваше да излегувам. Значи, се дружев повеќе кога ќе се вратев дома во Гостивар. Значи, петок, обично одев од Скопје во Гостивар, нели од понеделник до петок престојува во Скопје. Сабота, недела со другарите час, два, три излегување, инаку нон-стоп цело време следев да учам тоа што е поминато таа недела, за да не остане да се акумулира повеќе и после е многу потешко кога ќе седнеш се да разбереш, а истовремено подобро сега да учиш, за да идниот час го разбереш професорот, то ти секогаш има континуитет. А кога ќе заврши испитите, секако тогаш одмарав месец-два, толку трае при студии одмарањето, максимум 2 месеци и потоа почнува новата година, секогаш останува за на есен некој испит да се полага и веќе кога се приближува месец дена пред испитот, секогаш седнуваме и учиме за да ја расчистиме годината. Како студент на медицинскиот факултет си замислувавте ли дека еден ден ќе бидете професор на овој факултет? Го посакувавте тоа потено? Не, искрено не. Целта ми беше, знаете како, не знам зошто, меѓутоа нон-стоп јас и за оценка, просек во на медицински факултет ми е 8,4 ако не се лажам. Меѓутоа никогаш не сум се ценкал за оцени. Мене ми беше битно да не изгубам година. Некако и не излегував во Скопје да не трошам пари, оти татко ми нормално работи, он инвестира и сакав да завршам. Воопшто никогаш не се случило со некој професор да му кажам, ете, што ќе ми даде, каква оцена ќе ми даде тоа. Само да не изгубам година. Не сакав некако татко ми да троши, јас да изгубам година. И тоа не знам зошто подсвесно воопшто ми се случувало најлесните испити сега кога ги гледам оценките, најлесните испити радиологија имам, например, 6, што е многу лесен испит. Или етика,
со деонтологија, кој што се рачунаше еден од полесните испити, имам седмица, или социјална медицина, која што е еден од полесните испити, исто така седмица, а овие најтешки предмети, патофизиологија 9, патологија 9, анатомија 10, физика 8, хемија, не, физика 10, хемија. Значи, предметите кои што интерна 9, значи, по тешките испити имам многу добри оцени, најлесните испити некако послаба оцена. Во Скопје, кога бевте студент, каде бевте сместени? Цело време, првите 3 години живеев во Карпош, 3 и потоа последните 3 години во Капиштет, во приватен стан под кирија. Не бевте во студентските домови, тоа ме интересираше. Пола година бев во студентски дом, во Стив, меѓутоа потоа повторно се преселив во приватен стан. Кога се запознавате со вашата сопруга и како се запознавате? Со Нора, мојата сопруга, се запознавам крај на 3-та година на студии, откако положив патофизиологија, еден од потешките испити на медицински факултет. Со 10-ка? Не, со 8-ца земав патофизиологија и релаксиран, завршена година, 3-та година, практично институтските предмети кои што се потешки на медицински факултет и веќе почнуваат 4-та година клинички предмети. Во Гостивар се шетам со еден од поблиските другари и гледам една девојка и ја го прашувам кој е ова, ми кажува, вика Нора се вика, она 5 години, она беше тогаш гимназија 3-та година и седнавме на едно кафе, после... Вие и придовте, така? Јас Вие си придов, така? да. И после тоа излегуваме втор пат, трет пат и нели, тоа се развија, кога се развија хемија меѓу луѓето, убаво ни беше и на мене и на неизе. Потоа, значи практично од 3-та година, 4-та година, после се запишал на филолошки факултет овде во Скопје, ја привршував, тогаш бев 5-та или 6-та година. И потоа, додека студираше Нора, практично почнавме заедно и да живееме. Од 96-та година се роди Астрид. Пред да преминеме на проширувањето на семејството, какви беа вашите летни одмори кога таа ви беше девојка? Кога бевте момче и девојка, каде одевте на летен одмор? Може ли да се присетиме на тие моменти? Одмор тогаш не одевме заедно, додека бевме само во врска. Значи, сепак таа одеше со сопственото семејство. Практично Нора беше втора година кога се земавме. Значи, а во врска сме од 3-та година во факултет. Така да во тоа време не смеевме да одиме така сами на одмори. После тоа одмори со прво само со Нора, потоа и со децата. Најчесто ни се случуваше да одиме во Бугарија, во Албанија, во Грција, во Турција неколку години. И ви велам, последните 5 години некако само Пиран и Порторош, таму ни е најубаво. Сега последно време одиме повторно сами. Децата си одат сами. Големи се веќе. Мене ми се допаѓа Пиран, бидејќи е град кој што нема и возила, не влегуваат, нели има рампа во градот. Си земам точак, си рентам точак и цел ден се шетам со точакот, дури секој ден по 60-70 километри да одам до граница со Хрватска, многу блиско е, околу 15-16 километри. Релаксиран е градот и последно време велам таму одиме, така да скоро како да сме дом. Како втор дом. За велосипедот сакав да ве прашам, знам дека сакате да возите многу велосипед, тоа ви е едниот начин за опуштање и релаксирање. На кој друг начин се релаксирате вие? Дали се уште знаете да изиграте некоја серва и некој фудбал? Има таква ситуација? Од кога последен пат сте... Фудбал одамна не сум играл, можеби 3-4 години, меѓутоа потешко фудбал, повеќе возење точак, иако минатата година воопшто не возев, а претходно секоја година и оваа година веќе почнав. Значи,
Каде возите? Каде... Па, ако сум во Скопје, Кеј е убаво, водно е често убаво, често нерези до водно е многу убаво. Меѓутоа, ако имам, например, час-два, Кеј Вардар е супер во Одлично, Скопје, да. околу 30 километри еднаш од мостот Обединети нации до аеродром таму и враќање назад, тоа е околу 30 километри. Релаксирано, колку за час и пол се тушираш и продолжуваш. Меѓутоа, ако сум во Гостивар, има убави терени, планините се фантастични, асфалтирани патишта. Често ми доаѓаа порано и амбасадори кои што возат, посебно словачкиот амбасадор кој што имаше многу добра знам дека кондиција. те вози, да. Така да има многу убави предели, нормално секогаш во друштво, се собираме 5-6 пријатели со точак и тоа навистина ме релаксира. На кој начин да се релаксирате во однос на музика? Каква музика слушате? Последно време повеќе носталгично слушам стари албански песни. Народни? Не се народни, туку тоа се стари градски песни. Староградска музика. Од групите повеќе ги слушам, значи тие што биле 80-тите, 90-тите, често ми се случува на YouTube да пуштам, постојат такви колажи, да речам, хитови од 90-тите, хитови од 2000-тите. Дуа Липа има убави песни. И со ова ме изненадивте? Да. Исто македонски староградски песни ми се допаѓаат. Групите од бивша Југославија, Мерлин, Хари Матари, Биело дугме, често имам носталгија, ги пуштам, ги слушам, така да нема нешто посебно што ќе речам дека само тоа го слушам. Колку ви се менува летниот одмор, летото, откако влегувате во политика? Дали забележувате, дали летото трпи кога еден човек станува политичар? Секако дека се менува, значи до 2017 година ние со семејството многу често одевме по 3-4-5 дена на одмор. Значи со сопругата и децата, тогаш уште беа помали, ова го зборувам пред 9 години. И ќе одлучиме, ќе одиме. Никој не те прашува зошто, како, што. Тогаш јас бев доктор, таа беше професорка. Децата помали и тоа се најубавите наши години, од некаде 2010 година до 2016 година. Кога многу се дружевме и баш ми е мило што децата тогаш беа со нас, доаѓаа со нас, прифаќаа да доаѓаат со нас. И 2017 година знам дека по јануари Нора резервира да одиме на одмор, не знам каде, не се сеќавам точно дали беше некое луксузно место, веќе резервирала поевтино, дали да резервирам. Го резервира и одиме. Ја не планирав, ниту не знаев дека ќе се формира влада во која што јас ќе бидам министер за здравство. И во меѓувреме одморот беше предвиден некаде јули да одиме. И Коста Петров ми беше пиар во тоа време. Јас станав министер во 1 јуни. И нели транспарентна влада треба. Кога беше резервирано, ја не знаев дека ќе одиме ние на одмор, сега не се сеќавам местото како се викаше, меѓутоа Малдиви, точно. И знам како размислуваат жените. Имињата се дадени веќе кој оди. Арбен, Нора, Астрид, Арби. Така. И ја го прашувам Коста, викам Коста, вака ја имам резервирано од јануари ми е резервација. 5 јули треба да одиме, роден ден на Астрид беше, треба да одиме на одмор, 7 дена трае тоа. Вика, никако, грешка, ќе грешиш ако оти мора транспарентно да кажеш кај си отишол и веднаш ќе кажат, министерот отишол со државни пари. И анулирав. Ја им кажав... Не отидовте? Не отидов. Кажав, на Нора, вие одете, имате резервација, тројца. Одете, јас нема да дојдам. Ама ова, реков, кој треба да се оправдуваш? Вие одете, една жртва.
И тие отидоа, ја останав тука, јас отидов во Струга 3-4 дена одмарав, имавме гости, имаше конгрес невролошки. Не, Малдиви, ама е Струга. Струга, да. Дали се налути? Така да, последните години веќе не ме интересира, последните 5-6 години одиме нон-стоп, ви кажа, во Пиран и во Порторош. Така да... А се налути ли сопругата тогаш кога моравте да откажете? Не се налути, ама не и беше пријатно. И на децата почнаа малце да ми кажуваат зошто се откажуваш, нека зборуваат, тоа е резервирано од понапред. Меѓутоа се договоривме, хај реков, вие продолжете, имам обврски, тука ќе останам и така. Меѓутоа после таа година веќе не знам кај бевме, Грција една година и 5-6 години во и во Словенија, пардон. А кој е одморот кој што ви е најубав одмор? Кое место ви е најубаво? Ако ви велам да можам ја Пиран, посебно Пиран ми е најубаво место. Памтам една година ни се погоди, обично земаме стан, рента. Тоа беше покрај море, а тука веќе има повеќе мали бродчиња, мали кајчиња кои што ги оставаат. И цело време, цела ноќ се слуша убав глас одма покрај морето. Со децата кога доаѓаа, тоа е навистина, тоа се убави спомени. А мене ме релаксира од наутро, нема школа, колата е паркирана, да речам, 2-3 километри во катна гаража и нема користење, сите користиме точаци. Со точак цело семејство се возите со велосипеди, така цело време тие возат кај што мора да одат, а јас не прекинувам нон-стоп цел ден. Сопругата е на велосипед, имате тандем тука и со... Некогаш одиме и заедно, не може да издржи 50-60 километри, меѓутоа некогаш ја терам на сила, ајде уште малку. Мотивација плюс. Да, некогаш со децата ја секогаш не престанувам, значи ако е денот 10 часа, сигурно 3-4 часа не непрекинато возење, меѓутоа вози, па застани некаде, пи кафе, па вози повторно, застани каде ужива и гледај покрај море, така да тоа ми е убаво. Слушајќи ве вака колку убаво зборувате за спортот, дали некогаш можеби сте сакале да бидете спортист? Дали некогаш тоа била вашата желба потајна некаде длабоко во вас? Видете, како деца сите се гледавме освен како учители да бидеме, другото беше да бидеме спортисти. Во тоа време нормално фудбалери од бивша Југославија, Просинечки, Пикси, Фадил Вокри, кои што беа познати, Панчев. Така. Кошаркаши, рол модел беше Дражен Петрович, нели, за цела Југославија беше авторитет. Велам, ние цело училиште и после пладне беше фудбал или кошарка цело време. Нон-стоп. И нормално секој во себе постои желба да биде да тренира за фудбалски клуб Гостивар, за кошаркашки клуб Гостивар, кој што има многу добра трендови традиција. Кои се актуелни тогаш. Меѓутоа, нормално сите немаме таленти, одредени луѓе си станаа и спортисти, ние си продолживме во животот со медицината, некој со друга професија, така да ви велам, убаво беше тоа што рол модели не беа спортистите и учителите. Лекарите вообичаено ги прашувам дали се случувало некакви инциденти додека се на одмор, не зборувам сега во семејството, но можеби и во семејството или случајно некој на плажа, се случило ли да помогнете некому како лекар да отстапите, ако се случи нешто да кажете чекајте јас сум лекар, имало такви ситуации? Секогаш се случува тоа, секаде и нормално дека се случило, памтам дека во Грција се случи колапс на некоја жена беше, тука блиску бев, нормално бараат помош од лекар. Се случило тоа и не верувам дека лекар кој што некогаш бил на одмор не се случило некаде нешто да помогне на некој човек кој што... Меѓутоа, сето тоа што беше, тоа што се случи, заврши супер, не беше ништо сериозно. Лошо е кога ќе се случи... Вие? Да, помогнам, да. А каков татко сте? Ако ве прашам, како би ве опишале вашите синови? Дали сте строг татко? Дали сте вие татко кој што не им дозволувал да одат на одмор сами до таа и таа возраст, или пак сте можеби со помодерни сваќања? Не знам, сега децата тоа најдобро знаат, меѓутоа знам дека
секое семејство треба да има еден полицаец и еден неутралец. Полицаецот е нора во фамилијата, таа е строгиот дел на да речам на семејството. Јас сум тој кој што неутрализира, барем такви ни се улогите, може би и карактерно. Таа е секогаш построга кај сте кога ќе се вратите. Ја често зборувам со нив, често комуницирам со големиот син, веќе често и се дружиме заедно и зборуваме за одредени теми, за одредени феномени. А фала Богу што Нора е строгата и фала Богу што таа нон-стоп ги следи и не ги остава да бидат, барем во периодот кога се кризни периоди за децата, тоа е околу, да речам, 14 до некаде 20 години. Тинејџерски години. И фала Богу што веќе Астрид независен, сам работи, воопшто ништо не бара од нас. Се надевам набргу и сам ќе живее нормално со семејството, со ето семејство. Помалиот син студира, се надевам и тој да биде на прав пат, да се живи здрави прво и друго, да се многу битно за родителе, да знаат да се независни, да работат и да живеат сами. Како се разладувате во летниот период? Секогаш имате витка линија, ќе дозволам да забележам. Никогаш не сте имале вишок на килограми, колку што ве паметам од вашето јавно појавување. Имате некој посебен режим на исхрана? Пред да снимаме, кажавте дека јадете геврече и јогуртче. Секоја среда, кога одам на клиника, овие 8 години додека бев на политика, скоро секоја среда. И тие што се на клиника знаат дека наутро кога ќе одам, кафе пиеме без шеќер, турско. Тоа е ритуал кој што е неизбежен. И второ е геврек, варен геврек со јогурт. Меѓутоа, често и од пандемија скоро да нема ден да не трчам по 30-40 минути на лента дома. А точак од вела минатата година воопшто не возев, а оваа година веќе почнав и се надевам дека со тек на возраста и треба да внимаваме на килограмите. Се обидувам и до некаде успевам да одржам стабилна тежина, да речам. А во однос на исхрана, дали премерувате колку калории има, пазите? Не, никогаш не внимавам на тоа. Меѓутоа, нормално и не сум гурман да речам да седнам нон-стоп. Има некои луѓе и уживаат во јадењето и ја уживам во јадење, сите уживаме, тоа е посебно кога сме гладни. Меѓутоа не дека внимавам специјално нешто, на пример најкалорична храна е сирењето, ја уживам по сирење, значи со секоја храна би јадел заедно со сирење, така да А во лето имате некои посебни ритуали летни, можеби за освежување? Преку лето генерално јас знам дека користам овошје, нон-стоп и вода многу, течности што повеќе, така да кога ќе користите нешто ќе изедете лубеница на пример или јаготки или банана, после тоа и не сте гладни. Сте се заситиле. Нормално сите луѓе преку лето многу помалку јадат отколку преку зима, така да летниот период и е препорачливо, меѓутоа е и здраво, меѓутоа и го има има секакви овошја и нормално тоа е најпрепорачливо и тоа го користам највише. И покрај тоа што сега ова лето ни е скапо овошјето, но е малку поскапо, да, дефинитивно. Тропско овошје. Да. Во замена на она што го имаме тука дома. И уште на самиот крај, имате ли некоја дестинација која што ви е посакувана? Дали можеби Малдивите остана во вашата меморија како место кое што не сте го посетили, или некое друго место кое што сакате да го посетите, а не сте биле таму? Искрено нема место кај што имам сакам да одам, да речем. Малдиви беа и кога се врати ја ги прашав дали колку се задоволни, ми кажаа дека не баш како што кажуваат, не беа Бог знае што задоволни. Ја секогаш препорачувам места кај што знам дека сигурно е добро, кај што уживам. Да. Не мора да значи името дали е Шпанија, дали е Франција или Малдиви. Битно ми е да сум релаксиран тие 7-8 дена кога одам на одмор. И ако ме прашувате оваа година, ја повторно би отишол во Словенија, меѓутоа оваа година одморот ќе биде многу пократок и со супругата зборевме да одиме до Албанија неколку дена. Така да оваа година планираме
иако одамна не сум бил на море да одмарам во Албанија, инаку пред 7-8 години сме биле, меѓутоа одамна не сум бил во Влора и Саранда. Влора сум бил исто така пред 10 години, би сакал Саранда и Влора да ги посетам оваа година, да одам. Ми кажуваат дека е многу убав. Многу е убаво, и јас сега ќе ви кажам, јас бев лани, многу е променето, многу е убаво и верувам дека убаво ќе си поминете, ќе ви посакам убав одмор, одморете се. Следуваат и локални избори, овде дека не зборуваме за политика, опуштате се пред изборите, ќе ви биде потребно тоа. Верувам дека и ние помогнавме за вашето релаксирање и опуштање. Благодарам што веднаш ја прифативте поканата да бидете дел од мое лето на Слободен печат. Ми беше огромно задоволство што разговаравме. Благодарам уште еднаш, Александра. Навистина ми беше релаксирано како да сум на одмор. Драго ми ако сме придонеле така. А се надевам и за вас, почитувани гледачи, дека ова беше вистинско релаксирање и уживање. Благодарам што погледнавте уште една епизода на мое лето на Слободен печат. На самиот крај ќе ги поздравам нашите спонзори, за почеток нашата драга колешка од маркетинг Мартина, која што се грижи за нашиот декор. Доколку ви е потребно нешто за декорација, појдете на Instagram Magic Moments, е местото кое што ќе ви помогне во овој проблем, доколку се соочувате со таков проблем. Бутик Дона во градскиот трговски центар, кои што се грижат за мојата гардероба, и секако нашите пријатели ресторанот Дион, кои што се грижат за ние да се освежиме, и на самиот крај секако ќе наздравиме. Ви благодарам за вниманието.